Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука ни е гостен професорот Рубин Земон. Професоре, добро дојавте во студио 10. Како сте? Не сме се виделе некое време? Па добро, ете, ако може би ме добро во ова ситуација на глобална хибридна војна, кај што сите сме на некој начин засегнати. Меѓутоа во здравјето добро. Гледаме ве, следиме на социјалните мрежи, активни сте и академски, патувате, работите на тој план често? Па добро, тоа е нашата вокација, нели? Мора постојано да се разменуваат знаења, искуства, добивање нови информации, така. Да. Бев во Унгарија, послано во тој институтот за напредни истражувања, имавме на зимска школа УНЕСКО мост, што е во рамките на Обединетите нации, така имаше луѓе од сите континенти на светов, така разменувавме искуства, знаења. Ајде, некако сега тргнавме од друга страна, но ајде да продолжиме така. Спомнавте Унгарија. Како стои таму, работите, зборувавте ли со некој таму од домашните аналитичари? Таму ги очекуваат избори, сега на пролет, ми се чини беа. Да, 15 април. Анкетите гледаме дека опозицијата води. Што велат таму вака малку? Добивте ли некои детали? Па добро, анкети кажуваат дека опозицијата води дека над 12%, што никош не било досега. Се надева дека, барем јас, дека ќе има некои промени во владењето. Орбан прилично, колку што има прилика, колку што разбира маđарски, води една убава симпатична кампања со една ташнешка шешета по куќи и тоа постојано го по рурални области, постојано тоа го пренесуваат медиумите. Меѓутоа, расположението е тоа што е. Луѓето во Унгарија сепак мислам дека се гласат како гласачи повеќе наклонети да бидат дел на една компактна Европска унија, колку што се вака да се во некој анархистичко и либерален модел на владење, ако може така се дефинира нормално. По конзервативен начин, да речеме, на владење, може да се каже? Па и конзервативен и либерален, нели? Така што комбиниран. Денеска во главном живееме во некои хибридни комбинирани системи, све е нешто комбинации. Десните партии водат леви политики, левите партии водат националистички политики. Да, не се знае кој е лев, кој е десен. Да, не се знае ништо, све е како комбинирано. Во прашање се интересите. Меѓутоа сметам, ја лично мислам дека ќе има промени на владење на власта во Унгарија. Може би не како што Орбан владее, меѓутоа одредени промени ќе има и барем јас од тие луѓе што се сретнав, на тоа се надеваат. Иако секој со резерва, дека може во последен момент нешто да се случи, да се отпреврти расположението. Да, влијанието на Орбан е доста големо, не само во таа така наречена вишеградска група, туку и тука врз Балканот, гледаме дека неговите тој има прилично добри или одлични односи со српскиот претседател Вучик, со нашиот премиер, да, сакав да дојдам до тука, со Додик во Република Српска, имаше исто така добри односи, а Македонија гледаме дека па на некој начин има некакви посебни, специфични односи, ајде да речеме со Бугарија, со Унгарија, се извинам. Да. Таму се најчести се средбите, таму го добивме тој кредит од 1 милијарда. Таа конекција е прилично видлива. Ќе има ли некакви реперкусии врз односите на Унгарија со тие балкански земји доколку се смени Орбан? Што мислите? Или ќе се смени ли однос? Треба да гледаме пошироката слика, јас мислам. Знаете дека на членството на НАТО на овој регион на Западен Балкан секогаш Русија имаше одредени резерви. Кажуваше дека овој дел не треба да биде во НАТО, ако се чаате пред неколку години. Да. Тоа Русија официјално го бара се уште, инаку се уште бара сите земји што влегле во НАТО по 1997 година да излезат од НАТО. Тоа е официјален став на Москва. Така, па дури војната во Украина објаснувајте дека НАТО дојде преблиску до Русија. Да. Така беше. Така да сметам дека можеби Путин и Русија најдоа некоја спега преку Орбан, да се направи некоја друга политика хибридна, да овој дел сепак се држи така да на некој начин под влијание на овие и либерални, да кажеме, режими, така да по-софистирано да кажеме или по-меко, а се до тоа да биде под некоја се контрола, да не биде целосно интегрирана во НАТО и Европската унија. И сметам дека тука
копјата малку се кршат. И ако гледаме се глобалната ситуација, сето тоа ќе губи од значење. Со доаѓањето на Трамп, сето тоа мислам дека дефокусот на Балканот веќе не, фокусот на Балканот не е, дефокусирано е нели вниманието. Па дури мисля дека војната во Украина полека може ќе падне од фокус и ќе се префали таму каде што е главното тежиште. И мислам дека и ова со Иран, иако е веќе глобален конфликт, не е главното тежиште, главниот конфликт е сепак меѓу Соединените американски држави и Кина. И тоа се глобалните сили. А ние, во еден таков контекст, иако сме членки на НАТО, иако бевме на патот да бидеме многу брзо членки, равноправни членки на Европската унија, сето тоа нели го забавивме, ставивме некоја си рачна кочница на сите тие процеси и влеговме во сферата на, да кажеме, на Орбан, неговите и либерални политики, а и тоа што кажавте, тој кредит, иако мислам дека сега само половично е реализиран, така ли, околу 500.000 само се реализира, 500 милиони се реализиран. Не сум ни да, не само. И не е транспарентно, гледаме, цела година не е транспарентно. Иако се зборува дека и тео се кинески пари, преку Орбан се или преку банките на Орбан се менаџира. Имаше таква информација, имаше информација. Така да, па и јас мислам дека ќе бијате 2-3 години во Унгарија, одам во тој институт за истражувања. Тамо прилично луѓе се чуе како Унгарија, која што исто се има оприлика економски проблеми за нели да екзистираат, на Македонија и дала билиарда нели евра. Така што и за самите унгарци тоа прилично малку така нејасно, неразбирливо. Како и да е, мислам дека ова ситуацијата е таа што е и дека треба да бидеме внимателни и да си, по моје мислење, треба да си го продолжиме многу цврсто патот према равноправна членка на Европската унија, која што исто така може да има преструктурирање. Гледаме се разговара и таму во Брисел, во самата Европска унија, како да некој нов модел се најди. Меѓутоа, сметам дека на Брисел и на Европа и на Европската унија е многу значајно да го затвори прашање со Западниот Балкан, да сите земји на некој начин до крајот на 2030 година или да бидеме равноправни членки. И во тој процес јас сметам дека треба да ние учествуваме малку проактивно. И поготово после ова што се случува последните денови. Да, добро, кога зборуваме за тој нов модел, сега не знам дали е тоа истиот модел за кој што зборува и претседателот на владата, господинот Мицкоски, тој вели дека постои некаков план, дали е план или идеја, не знаеме се уште, каде што тој зборува дека постои можност Македонија да влезе како на некој начин членка без право на глас или некој како што го интерпретираат како втора класа земји во Европската унија, како сакате. Од друга страна гледаме дека евроамбасадорот Рокас кажа дека такво нешто нема, дека се знае какви се правилата во Европската унија. Мислите ли на таков план и зошто премиерот сега би зборувал за такво нешто? Добро, да фатиме малку пошироко. Западниот Балкан пролече билатерални проблеми. Имавме таму кога бев на летна школа и луѓе од Хрватска и од Црна Гора, значи кај не знам колку тоа се зборува или колку се знае. Значи Хрватска е полека ја блокира Црна Гора во самиот процес, и кога нас се зборува дека Црна Гора ќе може првите. Повторно се јавува проблемот на превлака. Значи Хрватска бара повторно некои територијални отстапувања да има во превлака. Неколку гледачите знаат, че тоа е тој дел на Бока Которска кај Херцег Нови, нели каде што ако се контролира цел тој залив на Бока Которска. Значи Хрватска вика таму има се уште нерешени територијални прашања и тој е проблем што кажат. Вториот проблем што Хрватска го дава на Црна Гора, мислам Црна Гора тоа го реши е дека околу таа резолуција за Јасеновац, нели во Втората светска војна, Црна Гора во парламентот усвоила каде што Хрватска се изедначува со тоа што се случува во Сребреница. Нели тоа Јасеновац и тука се значи полека и тука проблемите испливаат. Има и други проблеми. Пред тоа Хрватска имаше таков сличен спор со Словенија за територијалните води. Албанија со Грција и се може се најавува некои проблеми ќе има. Така што на Европа е многу битно да нема такви билатерални прашања, затоа што побрзо се влези. Сега, знаете, да, Рокас кажа дека тоа официјално нема ништо, меѓутоа што се разговара на кулуарите не знаеме и немаме информации.
И веројатно ова што го кажува премиерот Мицкоски, тоа се случуваше и порано, и пред 10 и пред 20 години, дека треба што побрзо се. Такви остапки се не во гласањето, се направени према повеќе земји, и према Бугарија, према Романија, према Португалија, нели кој се. Веројатно ќе има некои си остапки, а какви, не знам, сега може би го скажа. Имаше поровнена идеја за Европска економска унија, која тогаш ја коментираше и тогашниот председател Пендаровски. Дали не било понудено, дали не било понудено, дали... Официјално немаше понуда, ама се зборуваше. Да. Сега и потоа официјално може да нема ништо, може да се понудило. Че каже тоа времето, меѓутоа јас мислам дека главната цел е дека треба да до 2300 година цел Западен Балкан да биде дел на Европската унија, ако тоа се случи. Ако тоа е нели уште во агендата, иако реално да зборуваме, Европската унија во моментов се соочува со големи предизвици и проблеми, после тоа што се прави со царините на Америка, на Трамп и се тие политики, со Гренланд што се случува, нели, прашањето. Така да, а и нормално е, нели, во сето овој конфликт со Украина, во Украина што е, нели, Европа на некој начин сега оставена единствената да му дада логистика и поддршка на Зеленски на Украина и на некој начин од Соединетите американски држави оставена на цедило што се кажува. Така да во една ваква ситуација мислам дека Европа поради ваквите проблеми можеби ќе направи некој модул да што побрзо во пакет се интегрира. Ако ќе направи пакетот, нели, 2000 кога беше и 5 и 6 година, 7, извинете, кога Хрватска, Романија, Бугарија, нели, не Бугарија, Романија, па после водосна и Хрватска двидете влегува, нели, со отстапки се разбира. Така што сметам дека и тука може да се направи нешто, иако ова што е како преговарачка рамка за нас, мислам дека тука некои отстапки ќе нема, дека тоа што ние домашно задача мора да се исполнува, може че има отстапки во некои си во пакет генерално стратегиски што го зема за цел Балкан. Да, кога зборуваме за тој некој нов начин на функционирање на унијата, пред се мислам дека повеќе во фокус е Украина и Молдавија, каде што тоа е дел и од некакво мировно решение со Русија. Имено Украина тоа го бара, дека без разлика какво би било решението, тие бараат членство во Европската унија, бидејќи членство во НАТО не може да добие, тоа е сигурно, тоа го кажа и председателот Трамп. Така да тие бараат, а Европа бара начин како тоа да го изведе, бидејќи знаеме кои се процедурите за членство во Европската унија. Можеби ние тука би можеле да ќариме во тој поглед, но вие велите дека без разлика на тој план, дали ќе се случи или нема да се случи, нашите обврски во преговарачката рамка или промената на уставот со оставање на бугарите останува. Мислите дека тоа нема да се смени? Па, начинно за сега не, иако мислам дека тоа не е услов кој што ни го наметнува бугарското прашање и односно заедница, него тоа се услови кои што се отколку практика ќе дирува, че ние проблеми со преамбулата на уставот сме го имале и пред да го тоа постави Бугарија. Нели односно Европската унија го постави и поради сите тие извештаи што ги имаме со една Европа. Нели на раката го веќе за национални малцинства, значи тоа е 20 години назад, само кај нас некој не ги чита тие работи. Меѓутоа на преговори кога барем досако било преговори со другите земји, тие извештаи да со една Европа човекови права малци на маса се ставаат, нели? И излегува. Ние, за жал, тоа да кажеме, после Охридскиот договор, кој што се апсолутно како општество се претворивме во една биетничка, бинационална, бикултурна и држава и општество, нели, со декларативно, нели, почитување на правата на помалите и помалобројените, а воопшто почитување на другите во уставот заедници, нели, тој проблем, нели, доаѓа да нама се, тоа се дел од копенхашките критериуми, може да се правиме на тоа што се вика да мижиме, ама тоа е во тие копенхашки критериуми, така што за мене лично прашањето на бугарите во уставот и на египчаните, и хрватите, и црногорците, словенците, па и торбешите кои што не сакаме да зборуваме и нели евреите, и други заедници, имаме и ерменци кои што исто бараат да бидат, меѓутоа не се ставија во овој предлогот, може че има нов предлог, не знаеме. Тоа е дел на човекови малцински прави и дел на копенхашките критериуми. И е така ставено во рамката. Е сега што тука паметно изиграја на некој начин Радев и Бугаријата кои што од сфера на како беше на тој притисок за култура, за јазик, дека натаму го стави во сфера на човекови права и ние тука сме засегнати,
Тоа е сега друг проблем, така ли? Меѓутоа Бугарија го стави во сферата човекови права и тој го прифати Европската унија. Тука нема љутиш. Зашто се љутиме кога човекови прави треба да се исполнуваат и малцинските права. А тоа што позади тоа, нели, имаше и пред тоа имавме прашање на негирен идентитет, на јазик, да натаму, тоа веќе мислам дека тука се обезбедивме. Нели, сите документи, македонски јазик е признаен, идентитетот е признаен, така што тука никаква опасност нема, само е работа дека ние треба да ги испочитуваме. Поради тоа сметам дека од тоа ќе нема попуштање. Не поради тоа што ние со Бугарија треба или го поставуваме прашањето зашто во Бугарија немаме реципроцитет, така ли за македонците. Да. Па тоа зашто немаме со хрватите реципроцитет, пример. Македонците во хрватскиот устав ги имаме и ги имаме сите права, а ние хрвати немаме кај нас, така ли? Зашто тука не преразумеме реципроцитет. Така што или со словенците, да не зборувам со тука не се стави прашање на реципроцитет, тоа е прашање на копенхашките критериуми и човековите права. Призначена председателка на државата Силјановска, многу добро тоа го знаете, ја отворено да биде и према граѓаните да кажат тоа е така, а не да или се замајува или јавноста и мислењето и кад ние тоа под услов ќе попуштиме дека натаму. Не, тоа е наша задача домашна, ги почитуваме. Не може да бидат некој што се чувствува бугарин, хрват, египчанец, црногореци, словенеци, било што, да биде граѓан од трети ред, затоа што така е припајан на такви заедници. А некој си што е бошњак, србин, ром, така натаму да ги има правата, нели, затоа што припаѓа од други не. Значи тука е дискриминацијата и така и гласи во преговарачката рамка, тоа е прашање на дискриминација човекови права. И тука нема попуштање, значи тоа прифатиме како не е домашна задача да се заврши. Ставот на премиерот во ова што вие го зборувате, да речеме, во еден дел се согласува, но во еден дел не се согласува. Колку што да. Јас го разбирам и тоа го има кажано повеќе пати. Тој премиерот вели немаме ништо против ние бугарите да ги ставиме во уставот во тој поглед. Добро. Вели тоа немаме проблем. Но имаме проблем што после тоа ќе се отворат многу други барања кои ќе отворат низ идентитетски прашања кои цело време ќе се проверуваат низ преговорите. Или со други зборови, отварањето на уставот според премиерот за Бугарија е само почеток на идентитетските барања, а не крај. Така да тоа е всушност нашата задршка во поглед на тоа прашање. Не, мислам дека тоа е завршена работа, преговарачката рамка е завршена, не може, само а дека може да има други барања, може да примени се Црна Гора и Хрватска. Никој не пропоставува дека Хрватска ќе постави прашањето на превлака повторно, така ли? Добро, зборуваме за идентитетски барања. Идентитетски мислам дека нема теорија, нема шанси тоа да се постави, ако ги исполнуваме тоа што е да не е значи основата е дискриминацијата, не е основата идентитетот, основата ако се чита добро преговарачката рамка и копенхашките критериуми, основата е дискриминацијата. Значи не сме некој граѓанин да е дискриминиран по ниедна основа, било кој граѓанин што државај на Македонија. Тоа е основата, а тоа идентитет тоа не постои во и никај не постои идентитет во преговарачката рамка. Каде постои тој идентитет на македонскиот народ? Никај тоа не постои. Тоа е спин што нели избегаваме да се соочиме со домашната задача и спинуваме разни работи. Ако тоа темелно се чита, никаде не постои во тие идентитет, ни во копенхашките критериуми, ниту во преговарачката рамка. Основата е дискриминацијата. Тоа е основата на проблемот што ние треба го решиме. Добро, но ние ако продолжиме вака, гледаме дека не работиме на решавање на тоа прашање, дека сега се работи, акцијскиот план е готов, нели бев и ја во една првата група која работевме, нели тој значи во тие преговарачка рамка постои преамбулата и постои акцијски план за заштита на заедници. Тој е готов. Бев и сега кој беше драфтот на дебата и учествував во првата работна група кога го готвувавме на експерти тој акцијски план. Така што тој доставено до Брисел, некои забелешки нема од Брисел, веројатно може се од другите земји членки ако има и тој е готов. Значи тој дел сме успешно го завршуваме. Не останува само ова со преамбулата. Да, но или имаме и друга можност, што основата е дискриминацијата. Нели? Тогаш да се вратиме на тој оригиналниот текст на Охридскиот договор, нели? Да не се споменува една заедница во преамбулата. И тоа е или е никој не се спомнува преамбулата, или да се спомнат сите. И тоа е суштината на проблемот што го бара Брисел, а не дека мора да се доведат бугари. Бугарија тоа го катализираше се, катализатор го направи на проблемот. Значи јас сум за тоа евентуално да нема дискриминација,
да дадеме решение да сите заедници од преамбулата се избришат, да немат ниту еден. А тоа што преамбулата кај нас генерира дискриминација, тука е проблемот. Да, но како што кажав, ние не гледаме дека се работи на тоа, не гледаме, кажав, можеби се работи за промена на устав, но изјавите кои ги дава владата и премиерот се тие исти, значи не гледаме нешто ново тука. Поминаа речиси 2 години од функционирањето на оваа влада, што доколку остане вакво статус кво. Гледаме дека Албанија и Црна Гора ги почнаа преговорите, тие се тераат. Што е со нас? Доколку еве останаме на вакво статус кво. Да почекаме 15 април во Унгарија, па после повторно може да поставиме што со нас. Мислите дека тоа би ги сменило работите? Апсолутно. Ако се промени Орбан, апсолутно ќе омекне и позицијата на нашата влада во тоа. Значи, тука сепак гледате известна поврзаност. Апсолутно, да. Добро, ајде малку сега за ова за што кажавме дека ќе разговараме, тоа е ситуацијата околу Иран. Професоре, гледаме, нема да навлегуваме премногу во тие воено-технички проблематики, но истото го прашав и претходниот гостин. Кој би бил ендгеймот овде? Што е решението? Еве, студентите на американски држави и Израел продолжуваат со бомбардирање, очигледно е дека бараат смена на режимот во Иран. На системот, режимот. На системот, како сакате кажете, да. Но кој би била крајната цел? Бидејќи знаеме дека искуството од вакви некои слични интервенции во минатото, дали е тоа Сирија, дали е Либија, создаде така наречени failed states, земји кои подоцна потпадна во една целосна анархија, во граѓанска војна, во земји кои беа Ирак, да, извор на нестабилност не само за себе, туку за соседите, па и за континентот, и за европскиот континент, може да се каже. Од таму дојдоа реки на бегалци, на мигранти и така натаму. Затоа ве прашам, кое би било решението за крајното решение за Иран? Еве, што мислите, што гледа таа коалиција помеѓу Вашингтон и Тель-Авив? Па добро, сега проблемот според мене е мултидимензионален, историски е, нели? Не е свеж сега, не е само со Трамп и со Нетањаху, историски е проблемот. Уште промената на шахот и доаѓањето на Хомеини, држање на американски заложници се сечавате и тие што се сечава, нели, се тој проблем и узурпацијата национализацијата на нафтените полиња и така натаму. Значи кризата е, јас според мене апсолутно е дека станува борба за енергенси, кризата е енергетска. Се помалку имаме енергенси кои што треба да се конзумира, да се потрошат, а големите светски економии, па и малите, не само големите, нели, се зависни од енергенсите. И во секој случај јас по моје мислење дека главните опоненти во глобалната слика сега во современието е помеѓу Кина и Соединетите американски држави. Јасно дека Кина е голем консуматор на енергенсите и дека Иран е една од главните, да кажеме, добавувачи на енергија и на Кина. Така што сметам дека и да се случи вакво нешто, последната дова што кажувате да успее да Израел и да Америка да го совладат, да го сменат системот, на кој што јас лично сакам да се направи тоа, бидејќи сум против фундаментални режими и така натаму радикални исламски режими. Генерално сум да треба да се направи промена, да се демократизира, кажеме, Иран, иако и самата називот е Исламска република на Иран, и ги гледаме сега, сепак и поготоа што е убиен, ала тоа тие функционираат како република, прилично е на хоризонтално ниво поставена и хиерархијата, значи децентрализирано функционираат, така што не е баш така централизирано како што имаме имавме. Ја лично сум против фундаментализмот и ка треба да има поголема либерална слобода, да има и човековите права во Иран. Меѓутоа, борбата не е за човекови права, тоа на сите ни е јасно, борбата е за енергенси. И тука го имаме прашање на меѓународното право. Апсолутно е покршено сега од Израел и од САД. Значи, и не само сега, него тоа што го имаме во Венецуела. Значи, принципите на меѓународно право веќе не функционираат, не постојат.
гледаме кај Организација на Обединетите нации нема механизми како да направи некој си светски ред во поредокот што е, веројатно ќе треба после некога време да се можеби да се опмисли нов начин на функционирање на меѓународната заедница. Меѓутоа, во секој случај, ендгеймот би бил, мислам дека малу и светот, меѓутоа и Америка и Иран, и Израел го поценуваат Иран во неговата моќ. Значи, Иран не е Ирак, Иран не е Венецуела, Иран е огромна земја со 90 милиони, така отприлика колку ги има, со огромни ресурси, со огромен потенцијал. Значи, разликата меѓу Ирак и Иран исто или другите арапски земји, што во Иран имаме прилично образовано население. Иако е фундаментално, да кажеме, тие се прилично образовани. Ова што кажува сега, ова што го наследува новото тоа што е, кажува дека дури завршил во Хардвард, доторирал филозофија, Хегел, Кант, така што прилично е и западњачки образова да добиот што е сега лидер, дели, тој што е бил назначен да го наследи после смртта на Толохот, иако не е тоа, не е на избори, ама наследник е. Така што мислам дека не треба да се подцени Иран. И војната не е само фрлање ракети, вака дронови да одат, меѓутоа војната може да биде многу хибридна, може да се случи на било која територија да има терористички напади во светот, може да гледавме дека имавме некои инциденти на аеродромите во Америка, така ли, на JFK имаше, така што и тоа е знак дека може да се случи никој не е сигурен денеска во светот. Така што може да се случи. Видовме каде и во Кипар. Кипар имаше британска база. И каде тука Иран паметна, се гледате, Иран кажува дека та не напаѓа држави, не ја нападна Кипар, ама нападна екстериторијалност, каде што не е под контрола на Кипар. Така ли? И во главном и во Катар и во Бахрейн тоа е екстериторијалност. И ти кажува, не напаѓаме ние Емирати и Катар, ги напаѓаме базите, од кај што доаѓаат бомби према нас. Да, но од една страна таа иранска стратегија која претпоставувам целта им е да предизвикаат револт во тие држави што тие имаат странски бази на своја територија и што војната се прелеала кај нив, сега како да создава една контраиндикација, бидејќи сите тие залевски држави, меѓу кои Саудиска Арабија, одговорија на некој начин гневно на тие напади. Така. И тие веќе на некој начин застануваат зад коалицијата на Вашингтон и Тел-Авив, вела дека можно е и тие да се вклучат во војната интервенција, тоа го кажа Саудиска Арабија, а заеднички таква изјава даде и Велика Британија, Франција и Германија. Тие кажаа дека ќе ги заштитат своите сојузници, кои според нив се под неправедни напади на Иран. Значи, таа иранска стратегија како да не функционира во посакуван правец, туку во обратен правец. Нормално се. Бидејќи на некој начин ја прошируваат коалицијата против нив. Во секој случај, ајде да збориме прво за овие земјите во заливот, Саудиска Арабија, или Катар, Бахрейн, Емирати, ако тие влезат во војна со Иран, ја мислам дека за недела дена тие ќе бидат окупирани. Мислам, не може тие со Иран. Така ли, ако одиме на таа варијанта. Така што тоа е прилично пропагандно. Иако пак ќе кажеме барем Дубај и во Катар имаме Дубај е 90% не население што е не со Емиратите, не се државјани. Да, странци. Значи тука не станува збор за луѓе од Емиратите, тоа се ете имам и јас пријатели родини што моментално се во Дубај и во Катар, или ги следам по социјалните мрежи, прилично и тие се уплашени дека не се. Да. Така да сметам дека добро е, тука еве да го кажеме соопштението на Македонското министерство за надворешни работи кој дојде пред малку се днесува токму на македонските државјани. Се вели вака дека Министерството за надворешни работи ја информира дека согласно последните податоци од почетокот на конфликтот до денес вкупно 473 македонски државјани контактирале со дипломатско-конзуларните престаништва на Република Северна Македонија во Тел-Авив, Доха и Абу Даби. Од нив 19 лица се пријавени од Израел, 106 од Катар, 348 од Абу Даби. Во оваа бројка се вклучени и 18 лица од Кувајт, како и 12 од Бахрейн. Согласно информациите добиени од надлежните власти, се уште не се препорачува евакуација по копнен пат за граѓаните кои се наоѓаат во Катар и Обединетите Арапски Емирати.
Евакуацијата ќе биде отпочната во првата безбедносна прилика, при што веќе се разгледуваат можности за нивно безбедно извлекување, веднаш штом се создадат соодветни услови. Во однос на македонските државјани кои се наоѓаат во Тел-Авив, Министерството активно ги разгледува можните алтернативи за нивно безбедно излекување од државата. Уште еднаш апелираме до македонските државјани редовно да ги следат предупредувањата и насоките на локалните надлежни органи. На 24 часовно располагање остануваат дежурните телефонски броеви на кризниот штаб при Министерството за надворешни работи. Отприлика ова соопштение сложена ситуација, но и соопштението отприлика се уште вели немаме начин како да ве евакуираме, почекајте се уште. Ова е вака преведено на народски јазик. Нема начин. Евентуално значи нашата амбасада која сака или било која амбасада, која сака да ги извлече своите граѓани. Јас сум бил во Дубај. Значи тоа после морето 10 километри е све пустина, значи нема како да се помени. Евентуално во оваа ситуација евентуално што јас мислам дека може да се направи конвој до Оман, па преку Оман да се направат летови, да се ова. Меѓутоа и тоа ја не знам докаде е затворен таму 3-4 сати по пустина да се оди, иако тоа не било забележано од дронови, мислам ризично. Не знам докаде е затворен воздушниот простор таму. Оман е слободно, може. Не знам дали може да. Од помалите аеродроми чисто да се лета веднаш према Египет таму и да се Африка да се оди, иначе према Израел не може да се оди сигурно. Меѓутоа, јас мислам дека во таква ситуација, ако се прати така наречен хуманитарни конвои, мора да се консултираат и иранските власти. Нели, да се кај тука станува збор за хуманитарни конвои, па да може да се извлечат. Прилично сложна ситуација. Така што мислам дека овие држави, Бахреин, Саудовска Арабија, мислам дека по моје мислење дека мора да држат страната поради инвестициите што се таму, нели, на Америка и на западните земји. А од друга страна пак треба да се каже и тоа дека пак мислам дека е веќе јавно Кина дава подршка на Иран, така? Да, не дава, да. И Русија и Кина, да. Русија потајно ја дава, така што станува збор за светски конфликт. Така што мислам дека во таква ситуација треба да бидеме сите малку препасливи, какви совети, што зборуваме, почнувајќи од мене, како особено медиумите, какви што информации да се пренесат. Така да сметам дека конфликтот ќе трае многу повеќе од тоа што кажа, колку рече, месец дена ли? Па претседател Трамп даде неколку изјави, значи од првичните ни информации дека може да трае неколку дена, сега рече може и неколку недели и така натаму, така тоа е потценување на Иран, мислам дека е потценување, Иран сепак не е земја за потценување. Иако, пак ќе кажам, јас сакам да се промени режимот, системот, да биде полиберален, меѓутоа не треба да се потцени непријателот, да кажеме така. Се чини дека во оваа приказна некако војната во Украина падна целосно во втор план, некако веќе не се зборува ни за тие преговори помеѓу Украина и Русија. Тие инаку требаше да се држат во Абу Даби, но таму сигурно нема да се одржуваат. но воопшто не се не зборува за преговорите, инаку секојдневно слушавме нели Русија бара ова, Украина дава она и така натаму, сега не се слуша ништо. Што значи тоа за двете земји? Русија некако од еден, да речеме, светски геополитички играч полека е истуркана од претходно од Сирија, сега и од Венецуела, некако како да заглави таму во Украина и таму не гледаме некакво решение. Па, по моје мислење, јасно е дека Трамп и Путин кога се во Аљаска направа некоја си разбирање. Мислам дека што побрзо треба и по моје мислење и Европската унија, со таа група што се собра, нели, каде беше во Лондон, од европските земји со Зеленски, да се направат, да најде некоја заедничко решение и да седне на преговарачка маса со Русија, да веднаш се прекине конфликтот, бидејќи ако имаме две конфликтни зони каде што и прилично сите се снабдувачи со енергенси и со сите сировини, ние ќе падне како цел свет ќе падне на голема рецесија. Затоа што ќе нема како да се преживее, што се вика, ќе нема енергенси. Така што јас мислам дека добро е ако Украина малку се направи кој се примирие,
одреден период додека не се решава ситуација на Персискиот залив, да кажеме, и сметам дека на тоа треба да се вложат сите напори, особено на европските земји, на Европската Унија, да на некој начин се стабилизира ситуацијата, само некој привремено примери, да кажеме, додека не се решат проблемите што се посуштински таму во Украина. Иначе, пак ќе кажам, и за Русија тоа истрпувачко, да не зборуваме за Украина. Украина рече скоро во сите аспекти е девалвирана, меѓутоа е проблем и за Европската Унија и за сите земји. Да. Добро, кај нас полека повторно се враќаме. Интересно е соопштението на СДСМ. Нормално дека опозицијата го искористи веднаш за напад, но и според мене е малку дискутабилно, каде што се зборува каде што СДСМ зборува за интервенцијата во Иран, а во вториот дел, сега парафразирам на некој начин, а да го потсетиме американскиот претседател Трамп дека и во Македонија има режим и така натаму, па некои тоа го интерпретираа како да велат, ајде, штом завршите со Иран, продолжите со бомбардирање тука. Се разбира дека СДСМ не го кажа, но сепак во ист контекст беше ставено тоа, во истото соопштение беше ставено и дека во Македонија има режим. Според вас таа комуникација беше ли малку несмасна, да речем? Па добро, не несмасна, сепак ние живееме еден реален политички живот и дека треба да бидеме свесни дека ние како земја сме исто така влезени во една длабока криза, или пред се економска, гледаме што се случува, гледаме дека нема ни диалог, социјален диалог ни со синдикатите, повторно ќе имаме протести, дека тоа е најбитна работа, економската ситуација. Од друга страна гледаме дека Македонија е типично без некој компас во меѓународната политика, што каде имаме некој се стратешки партнер дека сме на Америка, што мисламе кој да не слушни е сатирично, да кажеме дека ние сме на Америка како многу важен стратешки партнер сме ние на ним. Тие на нас сигурно дека се, меѓутоа ние на нека сме не би верувал. Меѓутоа се повеќе го изгубивме чекорот за евроинтеграција и пои тоа сметам дека се до тоа пак ќе кажам е оставено на една врхушка на власта да одлучува сите овие проблеми, за кои што според мене немаат капацитет да се соочат со сите овие проблеми во моментов и поради тоа така треба да се разбери ова изјава на СДСМ и на Венко Филипче. Меѓутоа јасно дека Македонија се наоѓа во еден, да кажеме, блокада, чорсокак, да кажеме, како да речеме, дека во суштина нема како да може да се снајдеме во оваа ситуација. Евентуално, само пак ќе кажам, да се чека 15 април да видиме што ќе се случи. Се донесеме во ситуација да бидиме да ние нашата политика зависи од тоа што ќе се случи во Будимпешта на 15 април. Значи така донесе ситуацијата во Македонија. Што мислам дека граѓаните не заслужуваат така, не гласат за такво нешто сигурно на парламентарните и на локалните избори, за да ваква политика во случајот тоа не се случува. Многу зависи се разбира што ќе се случи во Бугарија. Кога се таму изборите? Во март? Па, да. Во март? Но таму е, да, со изборите е тотално нејасна ситуацијата. Тоа, не знам кој поред се веќе парламентарни избори. Не ги не броиме. Мислам дека се консолидира, меѓутоа ќе го имаме Радев сигурно за премиер по мое мислење. Па, неговата коалиција водеше последно што гледам. Најверојатно и многу ќе зависи ситуацијата од тоа. Не треба да ја пренебрегнеме ситуацијата во Србија, прилично е сериозна и таму. Се очекува, ми гледам дека нема повеќе тоа чачи ленче го вика, ги нема тие протести и на студентите, меѓутоа ситуацијата е тензична. Се очекува и таму, меѓутоа мислам како и Македонија и Србија чека што ќе се случи во Будимпешта на 15 април, така да сметам дека како и да е ситуацијата кај нас не е розова, не е никаде во Европа, да се разбериме, не е ниту во Германија, ниту во Франција, се слушам и во Германија се повеќе и повеќе работници се испуштаат од фабриките, се помалку работни места. Франција е сигурно во една слична ситуација, така што сметам јас дека подхитно треба да се барем ако не друго да закнеме нашата регионална соработка. Нели, барем за ресурси, за прехрана, за тие работи, дека треба што побрзо да обновиме нашите регионални
да кажеме, контакти тука и нормално се одржиме курсот на Европската Унија. Бидејќи сепак за нас како најбезбедна ситуација, барем економски, сметам дека е Европската Унија, иако во оваа ситуација не треба да ја избегнеме регионалната соработка. Денеска во Македонија во посета генералниот секретар на НАТО Марк Руте, посета која сега доаѓа во контексти на војната во Иран, иако е претходно најавена, не доаѓа специјално за тоа. Очекувате ли нешто од Руте, некакви посебни пораки? Мислам, нашето членство во НАТО е завршена Па не знам работа, агендата која да. Има Пак ќе се сретнат со претседателката, ќе имаат пресконференција, но не знам што би можеле да добиеме како порака. Гледаме дека овие ракетите од Иран летат над 2000 километри, така ли? Од прилика. Значи, може би такви безбедностни прашања се постават. Ние сме многу далеко од таа работа. Меѓутоа, знаете што, мене што ме плаше, ние последните 2 години во таа меѓународна политика се однесувавме баш каубојски. Така ли, гласавме против газа 2-3 пати. Да. Така ли? Да. Што нас како Македонија не обележава и која си мапа тамо дека сме стратешки партнери. Така ли? И знаете се, све е можно во овој конфликт, ако дај Боже да заврши за 4 недели, ако потрае подолго, све е можно да се случува. Никој не е безбеден, така што ова посета на Руте во Македонија можеби е во цел на тоа да се зголеми безбедноста на НАТО. Иако со мене веќе дали НАТО без Америка, со Америка како тоа функционира, не знам, веројатно ќе ги информира за таа ситуација. Како ќе биде, како тука да се координира. Добро, тие работи некако да слегна малку пред се во односите на НАТО Америка околу Гренланд, како таа работа барем за сега да се заврши или да се стабилизира, ајде да речеме. Ние за тоа зборувавме и со претходниот гостин. Ние имаме заменик генерален секретар на НАТО, ние како држава зборам, како Македонија. Но некако како да не го користиме тоа воопшто, дури како не сакаме да го спомнеме како момент или како адут, се разбира од партиски причини, а не од некакви други. Или од балкански комплекси. Може би тоа, да. Па да, тоа што кажавте, Шечеринска доаѓа од СДСМ партијата, нели тоа не сека на ВМРО да го искористи на максимален начин, иако ВМРО нели се обидува да директно комуницира со периметрот на Трамп, нели, така што можеби во таа политика така се позиционира нашата влада. Меѓутоа, во секој случај, ние сме полноправна членка на НАТО, издвојуваме прилично голем дел од буџетот за НАТО, од нашиот GDP, така што ние треба така се базираме, ако нема некои други. Веројатно, знаете, во НАТО сепак информациите не течат како што треба за јавноста и така треба да биде. Нели, не може да знае јавноста све што се случува од таа сфера што работи НАТО. Веројатно, јас пак ќе мислам дека станува збор за некои работи превентивни и безбедности да се превземат. Сепак ние со нашето членство го затворивме јужното крило, така ли се зборуваше? Да. Така што геостратешки Македонија сепак е важна земја, тоа треба да го имаме предвид. Иако економски, демографски не сме толку битни, меѓутоа геостратешка позиција е многу битна и веројатно и за НАТО тоа мислам цел западен Балкан. Барем регионално е битна, да. Да. Во однос на за крај, во однос на враќањето во земјата на Артан Груби, доброволно или недоброволно, како гледате на тоа? Бидејќи многу има анализи и многу коментари дека сепак постои нешто тука зацкриено во целиот тој процес, дека поранешниот вице-премиер не би се вратил доброволно да оди во затвор, нели? И од прилика и од одлуката... А што е конкретно обвинението према Артан Груби, ја не знам стварно. Па нешто поврзано со набавката на водел седница на влада, така ли? На лотарија тамо за тие апаратите. И што? Па тоа треба цела влада да се затвори. Ако тоа е, или па можеби е тоа интенцијата, за тоа треба да затвори цела влада. А меѓутоа и денешниот премиер може да случи некогаш кој ќе биде премиер, некој да му каже се одат седница на влада. По моje мисли се, ја не знам што е обвинението, не знам зашто е обвинет Артан Груби, не го знам лично и по кој член, така што тука не е прво јасно. А ако од тоа што слушам јас дека по тоа што водел седница на влада за ВЛТ тамо, нели, па тогаш тој не гласал сам, гласале сите министри. Така ли, ако имало тука нешто незаконски. Така да сметам дека по моје мислење, сепак тоа беше самото доаѓање на Артан Груби,
беше во рани утрински часови со камери. Само тука фатите дека се за тоа е кој се политички монтиран случај и на крај че испади политички монтиран Да, случај. но некако отиде од позитивен пиар за власта во моментот кога беше донесен кога му беа ставени лисиците, во негативен кога беше пуштен во домашен притвор. Па мислам дека тука мало и премиерот е затекнат. Веројатно не е под негова контрола што се случува и не знам кој што како ја правила работа. Меѓутоа Мислите дека е така? Па тоа што кажете сами са бали од триумфализам да вечер отидува на друга крајност, така ли? И да, но зашто он би се вратил? Зашто би дошол доброволно, бидејќи Тука тука се алудира дека бевме колеги во собранието, тој е прилично дисциплиниран член на ДУИ, на партијата и на Али Ахмети. Веројатно тоа прашате го патете на Али Ахмети. Мислите дека не постои некаков политички договор околу неговото враќање? Постои, ама немам сознание, така што најдобро некој член на ДУИ да ги прашате, бидејќи тие се прилично, пак ќе кажа, Марта Груби е прилично дисциплиниран член на ДУИ и на Али Ахмети, некој од тоа окружение да го прашате, може би ќе добиеме повеќе информации. Да, некако не се спомнува веќе ни темата пред времени избори, како премиерот во последните изјави да ја затвори таа тема, повторно се врати на темата реконструкција на влада. Очигледно е дека оваа влада за сега не планира такво нешто, дека ќе се оди до крај на мандатот. Реконструкција подхитно, особено мислите за образование. Значи ова што се прави со јаната дебата за образование и начинот кој што се доноси предлог закон, кој што е катастрофален закон за мене, и начинот кој министерката шерифски дели го брани законот, значи подхитно треба, че тоа не доликува да се зборува за високо образование на тој начин, сепак тоа станува збор за високо образование. И неколку министри треба реконструкција и пред да имаме избори, а сигурно ако има избори ќе имаме и прженска влада. Така да Добро, доколку има реконструкција сигурно нема да има избори. Тоа е Па мисля дека нема да има избори ова година, по моје мислење, можеби почетокот на 2027 година и тоа е добро за државата. Но тогаш веќе би дошли и редовни избори. Не, близко 2028. 28. Па близко ќе биде, да. Па добро, на 3 години доста му е. Така што, по моје мислење, дека треба да се направи освежување, конструкција, да дојат, мисля дека, пак ќе кажам, во ова влада немаме доволно компетентни лица да се соочат со ситуацијата. Тоа најдобро знае мандатарот, премиерот, меѓутоа треба да се направат, бидејќи Македонија и светот се соочуваме со многу големи предизвици. А можеби, како што вие велите, ги чека премиерот и изборите во Унгарија. И за тоа. Апсолутно, добро, за тоа не му треба за реконструкција, не му треба тоа, може веднаш да направи некои промени во неколку кабинети да ги промени, да. Да, добро. Професоре Земун, ви благодарам за учеството во емисијата. Благодарам на вас. И со ова го завршуваме и ова Студио 10, почитувани гледачи. Ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.